Во оваа емисија ќе говориме за преподобниот отец наш Гаврил, епископ од Велички Светогорец, како новојавен светител во наше време и во наша близина. Може би во народот многу малку знаен, отец Гаврил за Бога бил добро познат и се разбира за гладните за Бога души кои го имале тој благослов да го познаваат овој богоносен старец. Доаѓале од разни места и оддалеку за оние што го знаеле како човек Божи, меѓутоа своите не го примиле, односно не го познале. Навистина, пророкот во својата земја останува без чест. Биографските податоци за животот на епископот Гаврил се оскудни, особено за неговиот монашки живот. Самото монаштво како начин на живот, кое што можеме слободно да речеме најсовршена форма или образец на христијански живот, по својата природа е скриено. Тоа се оние кои не ја бараат својата слава, туку Божјата слава, оние кои се понижуваат и смируваат заради Христа дури до смрт, за да се покаже во нивниот живот силата Божја. Таков небесен човек или земен ангел бил дедо Гаврил, познат кај народот како испосникот. Така е познат бидејќи меѓу бројните дарови Божи што ги имал, особено имал дар на строго, постојано и усредно постење. Овој род се истерува со пост и молитва, вели Христос во Евангелието. Овие две средства, дарувани од Бога на луѓето, постојано биле во умот и срцето на отец Гаврил, така што достигнал до мерата Христова, се очистил себе си и станал достоен да живее во него Светиот Дух, станал жив храм Божи. Бог не го остава човештвото во ниедно време без светители. На тој начин ја покажува својата милост и дава примери како да се живее. Таков светилник имавме и ние близу до нас. Близу, а сепак далеку, бидејќи тој беше со Бога, а ние сме далеку од Бога. Затоа повеќето не го разбираа и го презираа, како што и Христос не го разбраа и го презираа. Отец Гаврил живееше во една безбожна и антицрковна средина и општество. Ова уште повеќе му го зголемува значењето. Ние, помладите генерации, немавме прилика да се сретнеме со него, но покрај раскажувањата на оние постарите, кои го виделе и знаеле, едно делче од таа вдахновена света душа откриваме и читајќи ги неговите книги. Каква длабочина на неговиот поглед, каква далекосежност на неговата мисла не излегува во пресред кога читаме. Те тераат повторно да се враќаш на прочитаното, за да се насладиш уште. Во нив се чувствува загледаноста, зачекореноста на авторот во Царството Божјо, кое треба да дојде. Неговата визија за тоа како да се дочека големиот јубилеј 2000 години христијанство восхитува, остава без зборови и открива каква вера имал тој човек во Бога. Неговите пишани дела доправа ќе бидат истражувани и ќе бидат инспирација за новите генерации. Роден е на 10 март 1926 година во Штип со световно име Мијалче Парнаџиев во благочестиво занаетчиско семејство. Своето основно образование и гимназија ги завршил во родниот град. Бил секретар на Скоевската организација, а во 1944 година учествувал во народно-ослободителната борба во Македонија. Заради совесно извршување на должностите и заради своето примерно однесување, бил предложен за примање во членство на тогашната комунистичка партија во Југославија, но заради неговото одење во црква, ова примање изостанало. Се запишал на факултетот за ликовни уметности во Белград, каде што дипломирал во 1955 година. Потоа работел како професор по уметност во Штип. Според оценката на познатиот уметник Борко Лазески, тој бил еден од најспособните педагози во Македонија. Паралелно со работата во училиштето, епископот Гаврил работел и како скулптор.
иако служил во световните служби, сепак никако не ја заборавал и Божјата служба. Имал навика секојдневно да присуствува на богослужбите во катедралната црква Свети Никола во Штип. Во тоа време, иако било време на најстрог атеизам и комунизам со програмиран прогон на црквата, тој не се откажал од Бога. Дури и своите ученици ги поучувал во верата. За Великден редовно им делел по едно црвено великденско јајце и им велел: деца, изедете ги јајцата, згмечете ја лушпата и расфрлете ја по градот, за да видат сите дека Христос воскресна. По сето тоа време, кое тој го сметал за царево, повикувајќи се на евангелските зборови царевото на царот, а Божјото на Бога, чувствувајќи во себе монашки позив, во 1963 година тој заминал на Света Гора со цел да се замонаши. Во световниот живот тој создава уметнички дела што откриваат еден особено надарен ум, но восхитувајќи се од природата како создание Божјо, од хармонијата во неа, тој посакал да го познае самиот Творец, архиуметникот, изворот на сета убавина и добрина. За него создадената твар станала патукас кон Бога, а не завеса, како што е случај кај многу уметници и научници. Оваа уметничка душа ќе стапи на монашкиот крстоносен пат и ќе ја научи најголемата уметност, молитвата. По доаѓањето на Света Гора, набрзо се соочил со административни тешкотии во однос на својот престој таму. Бил принуден да оди повремено во Атина и да моли за продолжување на својот престој на Света Гора, затоа што тој бил македонец и не сакал да се запише по друга националност. За време на неговиот престој таму имал постојани политички проблеми од властите. Меѓутоа, Бог го чувал преку целото тоа време. Се споменуваат две такви случаи, кога во две различни прилики сакале да го протераат од Света Гора. Во едниот случај, кога влегол во една пештера каде еден пајак исплел толку голема пајажина што гонителите не го виделе, а во другиот случај пак го заштитиле змии. Со еден збор, бил во многу незавидна положба таму, заради атмосферата на национализам што владеела тогаш во Грција, од која што не била поштедена ни Света Гора. Во таа смисла, епископот Гаврил во својата книга Света Гора, која е едно автентично оригинално дело пишувано од опит, пишува: преголемата слобода е во состојба да го направи она што не може ни робството. Оваа света земја се повеќе го губи елементот кој ја издвоил како вистинска христијанска земја, единствена во светот, а тоа е меѓународноста. На оваа земја национализмот не и прилега. Така на тој начин отец Гаврил бил слободен да оди каде и да сака и да бива најсрдечно приман, но само како привремен гостин. Таму тој живеел без постојано живеалиште, во едно постојано и непрекинато движење или странствување. Цела Света Гора била негов манастир. Оваа своја неволја тој ќе ја искористи така што, поминувајќи од место на место, среќевал многу монаси подвижници и од нив ги слушал разните духовни поуки. За него од големо значење ќе биде престојот во рускиот скит Камена, како послушник на еден стар руски монах, 84 годишниот отец Татјан Иванов. По неговото упокојување, отец Гаврил го наследил скитот и бил известно време таму. Монашки подстриг примил во манастирот Свети Павле. Во овој манастир и во Хиландар најчесто одел на литургија и света причест, каде што заради неговиот исклучително тивок карактер го добил и називот невидливиот, затоа што ниту го гледале кога доаѓа, ниту кога заминува, единствено можеле да го видат кога пристапувал да се причести.
Света гора во која отец Гаврил без остаток се влюбил, сепак се покажало дека не е местото каде што треба да заблеска, иако со сигурност таму било неговото зреење во духот. Откако се покажало најпосле невозможно неговото останување таму, тој се вратил во Македонија. Со себе донесол како нешто најдрагоцено една голема богородична икона достојно ест. По доаѓањето овде престојувал во повеќе манастири, а во 1975 година бил назначен за игумен на Лесновскиот манастир, каде што живеел до своето упокојување. Хиротонисан е во епископски чин 1989 година на празникот на Успението на Пресвета Богородица со титула Епископ Велички. Неговите подвизи на Света Гора никој не ги знае, останале тајна за луѓето, но откако во 1971 година се вратил во Македонија, можеме да ги предпоставиме. Имено, тој многу ретко спиел, а во тоа време кога спиел, лежел на земја или на тврда рогозина. Држал најстрог пост, никогаш не јадел јадења приготвувани со масло, а знаел често и да ја помине целата седмица само со една просвора. Во празничните денови, кога требало да се јаде масло според црковните правила, тој само го макнувал својот прст во кандилото и го оближувал. Редовно ги служил сите богослужби во манастирот, се усовршувал со умната молитва во подвигот на очистување на срцето од страстите. При непрестајното изговарање на името Исусово стекнал и умно срдечна молитва. Добил од Бога дар на прозорливост и чудотворство. Често знаел и со денови да се повлече од манастирот и да се насели во двете ближни пештери, каде што се подвизувал и неговиот истоименик Свети Гаврил Лесновски. Имал голема љубов кон верниот народ, често ги собирал луѓето за големите празници и им држал сеноќни бденија. Бил строг кон себе, а благ кон другите. Сите ги поучувал во кротост, љубов, долготрпеливост, саможртвеност, ревност за Бога, вера и молитва. Тој го обновил руинираниот стар конак во манастирот и учествувал во изградбата на црквата Успение на Пресвета Богородица во Пробиштип, која е прва и единствена црква во овој град. Покрај сите своји подвизи и одговорности, се запишал и дипломирал на Теолошкиот факултет во Скопје. Монах кај него станува и неговиот роден татко Методи со монашко име Кирил. Во својата пастирска и духовничка дејност, отец Гаврил имал зацртано 3 цели: обнова на Лесновскиот манастир, обнова на монаштвото во Македонија и свештено прославување на јубилеот 2000 години од христијанството. Неговата преподобност била знаена и почитувана и надвор од нашата црква. Например, имал блиски врски со отец Емилијан Симонопетриски, кој во тоа време бил игумен на Метеорите и сакал да го задржи отец Гаврил како игумен на еден од манастирите. Подоцна го барале да биде игумен на скитот на Свети Харитон, исповедник во Ерусалим. Се познавал и со тогашната англиска кралица. Својата смрт отец Гаврил самиот си ја предвидел. На неговите духовни чеда кои тој период доаѓале кај него, им кажувал: "Чеда мои, до сега бев со вас, а сега веќе тргнувам за небесниот Ерусалим. И пак ќе бидам со вас и ќе ве чекам во горниот Ерусалим." За својот погреб тој самиот се подготвил и на едно листе напишал: "Јадењето подгответе го без масло." Се упокоил мирно, молејки се со своето сакано Евангелие положено на градите и со бројаница во рака.
Овој настан, кој што значи за нас луѓето тажна разделба, а за ангелите и светите на небесата радосна средба, се случил на 12 јануари по новиот календар 1990 година. Тој навистина не ги оставил своите духовни чеда. По неговото заминување во горниот Ерусалим, на многумина им се јавил во сон. Во домот на едно негово духовно чедо, од неговата фотографија која ја дал додека бил жив, почнало да тече свето миро. А и до ден денеска има знаци и чудеса на неговиот гроб, од каде се чувствува и благопријатна миризба низ воздухот. А селаните од Лесново кажуваат дека по неговото упокојување во Господа на неговиот гроб гледале светлина во вид на огнен столб. Неговата канонизација за светител е во тек. Низ целиот животен пат на Отец Гаврил се провлекува мирисот на духовно благоухание. Времето на неговото упокојување не е далеку и се уште има многу живи сведоци за неговиот свет живот. Епископот Гаврил бил голем подвижник и испосник, таков што ретко се среќава денес. Имал непрестајна силна и огнена молитва, и оваа молитва му била постојана храна. Помогнал на многу страдални души, познати се благодатни исцелувања на болни, а имал и дар на прозорливост. Меѓу многуте случаи ќе споменеме дека по неговите молитви проодува едно парализирано дете, а едно немо прозборува. Случаите на чудесни излекувања грижливо се собираат и истражуваат. Тежнеал кон целосно осамување, односно одвојување од луѓето, зашто по непосредно беседење со Бога. Неговиот светол лик, како што рековме, се открива и во неговите пишани дела, кои што го имаат оној духовен, благопријатен мирис, кој што го привлекува умот и срцето на читателот и дава впечаток како да се разговара со самиот автор. Пишувал и поезија, од него ги имаме следните книги, она што е објавено, а пишувал повеќе. Стихозбирката 33 песни за Ерусалим, Света гора, небесна земја, пред најголемиот јубилеј на човекот, 2000 годишнината на христијанството е на прагот, чудата на Пресвета Богородица, правила и одредби на православната црква за постот, Отец Херувим. Автор е и на други научни студии со богословска, историска и уметничка содржина. Неговите книги Света гора и Отец Херувим се боговдахновена химна во која се огледа неговата љубов кон оваа света земја. Некои негови наслови се објавени во Руската задгранична православна црква во Америка. Неколку пати бил и во Ерусалим, еднаш дури се удостоил на чудесен начин да биде чувар на гробот Господен. Постојано велел дека би сакал Господ некако да устрои да се упокои во Ерусалим, или барем по пат нака Ерусалим. Навистина, тој имал изглед на патник што оди кон Ерусалим. Бог по молитвите негови да ни удостои да влеземе во вечниот небесен град Ерусалим.